Благодарам, почитувам председателе. Почитувана македонска јавност, нашиот колега Горан Мисовски е еден од пратениците кој што го оневозможи функционирањето на претходната анкетна комисија. Човекот кој што се уплаши од вистината и не собра храброст како подпредседател на оваа комисија да се држи до деловникот кој што самиот го изготвуваше и да закаже комисија на која што би ги сослушале оние сведоци кои што тој бомбастично ги најавуваше. Господинот Зоран Заев на неколку пресконференции кажа Мисовски дека радо би дошол на отворена седница, господинот Александар Мирушевски и господинот Палифров. Значи, тој е еден од луѓето кои што го онемозложи функционирањето на претходната комисија. За волја на вистината, последните 3 месеци македонската политичка сцена, посебно опозицијата, ја треси една друга голема афера. Афера наречена фабрика за фалсификување на лични карти, пасоши, афери и други документи. Афера која има меѓународни размери и афера која што мора да биде разрешена. ВМРО ДПМН, ДУИ, ДПА, независните пратеници, како и секогаш досега во собраниската пракса, ја поддржаа иницијативата за формирање на една ваква анкетна комисија. Не е логично политичка партија во рамките на собранието да не сака да се дознае вистината. Не е логично представникот на турската политичка партија да не знае како се изработувале турски пасоши. Не е логично Социјалдемократскиот сојуз да биде борец против вистината. Јас верувам и сум длабоко убеден дека до крајот на денешниот ден дека и Социјалдемократскиот сојуз ќе ја поддржи оваа иницијатива, бидејќи борците за демократија се борат за вистината. Тоа е прво начело. Социјалдемократскиот сојуз е борец за вистината. Борците за демократија се борат против украдените идентитети. Тие се борци за демократија. Борците за демократијата се борат против меѓународен организиран криминал. Социјалдемократскиот сојуз е истакнат борец против криминалот. Борците на демократијата се борат против спрегата на мафијата и партијата. Таа е политичка партија која никогаш немала врска со мафијата. Борците на демократијата не се политички полтрони, подлизурковци и спонзоруши, како што милуваат да не нарекуваат. Тие се луѓе кои што денес ќе соберат храброст и ќе ја поддржат оваа анкетна комисија. Анкетна комисија која што треба да утврди како се украдени 120.000 идентитети, како се направени автоматски 120.000 кривични дела, како се распродаваат 600.000 нелегално стекнати разговори. Денес Социјалдемократскиот сојуз и нивните пратеници ќе дозволат дека тие не сакаат Чауш да биде нивни идол. Тие не сакаат Чаушот и мафијата да ја водат нивната партија. Овие пратеници денес ќе соберат храброст и ќе ја сменат својата и ќе го сменат мислењето пред македонската јавност, дека тие се борци за вистината и дека Македонија заслужува да се открие ова афера. Ме изненадува што денес господинот Горан Мисовски не излезе овде со друга кореографија, со блуза на вена која што пишува "Јас сум Чауш, јас сум човек, не сум Борика". Благодарам.